Проектот Македонија вработува представен пред Велешани. Целта е да се запознаат како невработените, така и работодавачите со сите мерки и поволности кои агенцијата преку владата ги овозможува со единствена цел да се намали бројот на невработени во земјава. Од Центарот за вработување во Велес велат дека досега интересот за проектот, како и за останатите мерки за вработување, е на задоволително ниво. Проектот Македонија вработува на работодавачите им ја нуди она потребна поддршка се со цел да го прошират својот бизнис, да отворат нови работни места, а на невработените граѓани им овозможува да полесно и побрзо да дојдат до вработување. Овој проект е широко прифатен и има позитивни реакции од работодавачите во нашиот град и очекуваме таа заинтересираност да продолжи во иднина и да се зголеми бројот на вработување. Со проектот Македонија вработува опфатени се сите возрастни групи на невработени лица. Акцентот е ставен на ранливите категории на граѓани, за чие вработување работодавачите ќе бидат ослободени од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и персонален данок. Овие вид отворени средби имаат за цел дополнително да се влијае на зголемување на бројот на граѓаните што ќе ги искористат поволните мерки за вработување. Велес важеше за град кај што има најголем број на невработени, но имаме и доста подем на приватни компании кои што се во развој, а војно инвестиции кои што доаѓа во самиот град. Така да една порака дека поаѓаме да го решиме невработеноста, значи не можеме тотално, но можеме да вработиме поголем број на граѓани што се од Велес, но и од Велешко, бидејќи самиот проект Македонија вработува предвидува најмалку 20.000 работни места. Досега се над 1200 и се уште расте тој број. Значи Македонија вработува, си ги дава своите резултати, можеби се уште е рано, бидејќи доста од компаниите кои што се заинтересирани се уште ги прашуваат условите, начините, постапките, кои се одговорностите, значи што треба да ги исполнат во надвошен период. Караванот на агенцијата за вработување тргна од Велес, а ќе ги посети речиси сите градови во земјава.